И последните анализи и статистики говорат дека младите, за жал, најмногу заминуваат во земјите од Европската унија, особено во Германија по работа, но и по подобра квалификација и образование. Можно е тоа да се случи кај нас, односно можно е да добиете стручно образование и во нашата земја. Ние наредниве минути во Македонија наутро ќе ви откриеме во кои се насоки и какви се перспективи имаат младите во Македонија да добијат добро образование и истото да го искористат понатаму, се разбира, во своја корист. На оваа тема разговараме со двајца гости. Велам добро утро за господја Емилија Ќорнакова, предавач на Германската високообразовна установа Институт за бизнис и менеджмент Хајделберг, Скопје. Добро утро и добре ни дојдовте. И господин Синиша Наумовски, директор на Академијата за банкарство и информатичка технологија. Добро утро. Последните статистики кога станува збор за иселувањето на младите од нашата земја не се нималку охрабрувачки, но ние говориме наредниве минути дека е можно да се променат перспективите, особено кога станува збор за квалитетното образование, кое што може да се добие во нашава земја. Какви опции им нудите? Еве јас ќе почнам. Ајде, добро утро уште еднаш од мене. Значи, дел сме од Хајделберг. Она што значи Хајделберг всушност? Хајделберг е институт за бизнис и менеджмент кој што во Скопје, во Македонија функционира повеќе од 5 години, веќе 6-та година успешно ја гради својата приказна и е дел од високообразовната институција Хајделберг од Германија, што значи дека развиваме една одлична приказна и им овозможуваме на сите млади, но и не толку млади или студенти кои што имаат за цел да се дообразуваат или да се доквалификуваат, преквалификуваат или да се стекнат со многу поголеми знања, да го направат тоа токму тука, да не мора тоа да го направат нели во Германија. Како што реков, оваа успешна приказна ја градиме повеќе од 5 години преку АБИТ, со тоа што можноста која што ја нуди Хајделберг е можноста за добивање на сертифицирана германска диплома исто како во Германија, и тоа во областите од економијата, односно од риск менеджмент, го имавме контролинг, за да во последната година успешно ја развиваме приказната и во IT делот, каде што имаме сертифицирани мастер дипломи за диджитал маркетинг, ги имаме сертифицираните дипломи за графички дизајн, веб дизајн, мобилни апликации и така натаму, што значи дека имаме една заокружена, да кажеме, целина во поглед на тоа образование. Која е всушност целта на Хајделберг? Хајделберг, ако видиме со тоа дека постои веќе односно уште од далечната 1386 година, е доволно показател за квалитетот и вредностите кои што ги нуди оваа институција. Автоматски тоа значи дека и квалитет кој што им се нуди на нашите студенти, за гарантиран квалитет. Покрај тоа што добивате германска диплома, вие се стекнувате со знања и вештини кои што ве прават исклучително конкурентни на пазарот. Затоа што Хајделберг не е конкурентен или само во Германија, не е најстарата и најдобрата високообразовна институција во Германија, туку широм Европа, автоматски го добиваме и ние истото, добиваме истите тие привилегии и кај нас. Што значи дали ќе завршите во Хајделберг Германија или пак во Скопје, придобивките се идентично исти. Учите по истата германска програма која што би изучували таму, учите повторно од високообразовни, односно од професори кои што одлично ја познаваат или па се експерти во својата работа повеќе од 20 години, добивате можност за вработување, размена на студенти кои што е исклучително важна, и она што е можеби уште поважно е се тие линкови или конекции кои што ви се овозможуваат во рамките на Хајделберг, затоа што во денешно време сите ќе се согласиме дека тоа е можеби најважната работа, затоа што ако ги немате вистинските луѓе околу себе, можеби вашата диплома нема да биде важна и нема да го достигне својот врв. Така да, како што реков, Хајделберг е една одлична приказна, не само за секој млад човек, туку за секој оној кој што сака да се дообразува, доквалификува, доспецијализира, затоа што и да добие една да речеме повисоко ниво, каде што ќе може да се класифицира или да оди понатаму во својата, да ја гради својата кариера, не само во нашата земја, туку и надвор, затоа што, како што реков, целта ни е да бидеме конкурентни не само во Македонија, а тоа и го постигнуваме и сме фактички конкурентни на глобално ниво, особено нели по делот на Европа, да кажеме. Пред малку прилогот кој што го погледнавме говореше за некои статистики колку на младите им е тешка приказната со преквалификација и доквалификација, односно колку тешко влегуваат во целиот овој процес. Има кај вас успешни приказни, може да го негираме да се надополнам на тоа што го кажа колешката Емилија. Ние сонуваме германско образование тука и германски квалификации, германски квалитет во Македонија. Тоа
од денешна гледна точка е поблиску, отколку да речеме кога пред 2013 сме се основале. Тогаш помалку не веруваа дека навистина можеме да ги донесеме германските вредности. За жал, повеќе пати јавно сум гостувал на оваа горчлива тема за иселувањето. Ако направите анкета на младите, секој втор, малте не секој еден, размислува за надвор. Јас имам спротивно толкување тука. Надвор ја гледаме само приходната страна. Доколку ние но не ја гледаме расходната страна, така ефектот, ако и тука вложиме во квалификации, во занаети, јас би рекол, во стручно образование ќе биде ист. Мора да направиме нешто и ние, или преку образованието како канал, за да имаме обратен ефект кон тенденцијата за иселување. Токму и таа беше интенцијата прво да започнеме со банкарскиот сектор. Академијата за банкарство имаше за цел да црпи од искуството на банкарите, од регулирана професија и да дава на оние млади момчиња или идни банкари кои сакаат да бидат во индустријата интегрирани. Растот во банкарската индустрија од 3 до 5% секоја година. Зборувам во контекст на вработеност. Секоја година банкарскиот сектор се зголемува 3 до 5. И тоа е шанса и високо платена професија за многу млади да го пронајдат своето место тука. Од другата страна, па влегувањето на Хайделберг, она што каже колешката Емилија, и трансферот на ноу-хау ни обезбедува 10-кратно поевтино школување со исти германски стандарди. Тоа е релативно возможно ако го имаме во предвид интересот и на Германија и на германскиот капиталистички систем да младите ги чува тука или ја црпи нивната ноу-хау со брендови отварајќи на Балканот. Тенденцијата е секаде слична на Западен Балкан, тоа се нормални процеси, не е само кај нас моментот на трансфер на млада сила. Тоа исто тоа, ако ги споредиме Хрватска и Бугарија како членки на Европска унија, иста тенденција на движење на работна сила. Што значи, ние веруваме во квалитетно стручно образование и мораме да работиме заедно и како стопански едукативен дел или стопанство, едукација и регулатива државата заеднички кон овие цели да се поддржува. Ако се вратиме години наназад, да речеме некои си 15 години наназад, ќе се потсетиме дека имавме навистина убав и квалитетен образовен систем и токму затоа нашите кадри ги бараа најмногу во земјите од Европската унија. Можеби некаде попатно и се изгубивме, меѓутоа добро е да потсетиме дека се уште има можност и има простор младите да добијат образование во својата земја, па потоа каде ќе ги однесе патот. Добро би било да може да продолжат и тука да работат. Меѓутоа какви се искуствата? Зашто најмногу сакаат диплома, за да останат тука или за да излезат надвор? Генерално првично да, ако запрашиме или ако нели разговараме на таа тема, првично ќе кажеме да, младите учат со цел да излезат од тука. Ќе се надоврзам на моментот на Синиша што го кажа, можеби не затоа што во потрага за нешто подобро, туку затоа што бараат поквалитетно образование и мислејќи дека таму ќе го најдат вистинскиот пат или дека можеби ќе ги остварат своите соништа. Во основа, јас мислам дека ние премногу зборуваме на таа тема, сега го зборувам, да кажеме лично, во смисол дека сме малку повеќе затворени од тоа и цело време се плашиме од тоа, дека младите заменуваат или едно друго. Во основа, например, сите ние се стремиме кон квалитетно образование, квалитетен живот и не треба да се плашиме. Ако сме ние доволно квалитетни и силни, ние младите ќе ги задржиме тука. Што значи дека повторно се навраќаме на моментот дека не е само високото образование, значи се општата состојба во државата. Што значи дека на многу работи треба да се работи за да ние фактички го имаме тоа што сакаме да го постигнеме. Дури тие млади кои што заменуваат ќе кажат го немаме ова што го имаме тука. Значи ние сме се научени на некој поинаков живот во нашава земја, што значи дека не е дека по секоја цена сакаме да заминеме. Но секогаш го бараме на подоброто, мислејќи дека и ќе го најдеме. И тука е можеби институционалното прашање, државното, колку треба да се препознаат квалитетните кадри и да се задржат во земјата. Точно, во денешно време навистина се нуди многу голема, има широка палета на институции кои што се занимаваат со образование, значи помалку или повеќе квалитетни. Најважно е да се препознае квалитетот и за да може да се вложува во своето знаење и своите да речеме идни квалификации, затоа што на крајот на криштата нели тоа ни останува и тоа е едно скалило повисоко до постигнувањето на нашата крајна цел.
Има една во тој контекст изрека канадскиот премиер Трудо, вика само државата која го препознава образованието, стручното образование во функција на развој има успешна економија. Верувајте ми, ние сите сме научени да говориме дека треба да користиме од државата, но никој не си поставя прашање што ние сме направиле како поединци за државата. Можеби тука е проблемот и сега тоа се врти, таа општа макроекономска депресија и негативизам движи од едно во друго. Има повеќе иницијатори или виновници за таквото мислење, но она што е најважно кога сакате да го менувате системот, не можете прво почнувате од самите себе си. И тоа е она што можеби во овие стручни или специализирани установи го има како наратив. Вие одите да се промените себе си. Променувањето значи јас ако имам сметководствена професија да се преквалификувам да бидам ризичар или обратно, ризичар сум да се преквалификувам да бидам веб или графички дизајнер или да бидам добар брендж менаџер и слично. Верувајте ми, не постои друг начин за промена на перцепцијата освен во вложување во себе си. Вложувањето во себе си можете да го направите само и само во оние институции кои креираат вредности. Не дека има многу, но постојат. Јас сум горд што после 6 години преку 300 аутпути директори на банки, банкарски институции имаат фидбек дека правиме или имаме една капка во приказнава во морето наречено борба за квалитет. Сега нескромно е да кажеме дали сме добри или не, но она што е важно, креираме различност, диферентност, бидејќи продаваме вредности или предаваме вредности. Правиме трансфер без странска силна држава или странски партнер, како што е Хайделберг, кој што е лидер или малте не би рекол е креатор на високообразовни аутпути, директори или наставници во примарното и секундарното школа во една водечка земја во Европа, е доволен гарантор дека сме во функција на некаква промена. Да не влеземе длабоко во терминот за вести, што ме интересира ако ги заинтригиравме младите кои што не гледаат во овој момент, како е замислен образовниот процес? Дипломата претпоставувам е подеднакво вреднувана и во дипломата е подеднакво вреднувана. Јас би го кажала, би се задржала малку повеќе во на IT делот, бидејќи таму сум и предавач. Значи функционираме на концептот 15, тоа значи 9 месеци интензивно учење, стекнување на знаење и вештини развивање и 6 месеци за гарантирано платено вработување. Што тоа значи? Затоа што, како што рековме, ние активно го поддржуваме тој и го пропагираме тој германски систем на високо образование, каде што не сметаме дека само учењето, нели, без стекнатото знаење, без искуство е доволно за да вие сте конкурентни на пазарот. Затоа имаме еден пакет, да кажем, на услуги кои што ги даваме, со тоа што после тие 9 плюс 6 месеци и 15 месеци ние ви гарантираме дека ќе се стигнете со соодветното знаење и искуство и дека ќе имате огромна мрежа на соработници, ќе се чувствувате дека сте дел од системот и дека нормално без никакви проблеми можете да пливате, да кажеме, во морето од конкуренција. Значи не само на македонскиот пазар, туку и на европскиот пазар. Онаа капка надеж која што им е потребна дека по завршувањето на образовниот процес ќе имаат отворени врати за да пливаат понатаму. Тоа веројатно им е најпотребно, како охрабрување. Точно. Да, а ние тоа им го нудиме. Спомена неколку пати Емилија во тој дел, MIT има правено анализи каде што јас многу пати ги коментирам, кога споредувате успешен менаџер со ефективен менаџер, во структурата, во процентите на активностите, дури 70% се нетворкинг. Што сакам да кажам? Значи, нетворкингот е многу поважен од оној моментум што вие знаете. Да, и знаењето е, како беше варно, знаењето е моќ, ама нетворкингот е можеби филтер или конекција која што создава успех. Она што ние го правиме и буквално овие години наназад е нетворкинг. Сите активности и финансиски, и ресурсни, и временски се фокусирани кон тој нетворкинг. И ние го правиме со европските партнери, и самите учесници во едукацијата преку едукативните програми, размена и така натаму го прават тоа. Тоа што е потребно одскочна даска за понатаму, да. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија. Наутро убава тема отворивме, а има многу што да се зборува на оваа тема, но времето не е толкова. Ќе имаме следен повод за гостување. Благодарам. Благодарам.